Добро, денеска сме во Прилеп, како што каже и градоначалникот, на средби со граѓаните на Прилеп, со тутунопроизводителите. Тука исто така во општината ќе разговараме за проблемите, за предизвиците, за она што како министерство и како влада го правиме за овој регион, а тутунопроизводството е значено и за овој регион, но уште повеќе значено за целата наша држава Република Северна Македонија, заради тоа што е една од стратешките извозно ориентирани гранки во земјоделството, која што обезбедува огромен девизен прилив во буџетот, односно во самата држава. Во контекст на политиките кои што ги водиме, мене ми е особено драго што втора година поред, минатата година субвенциите за тутунопроизводството беа исплатени на 17 април, оваа година на 16 април, согласно календарот за исплатата на истите, согласно програмата за директна поддршка во земјоделството. Навремено беа обработени податоците, списоците, сета она процедура од рамки на откупните предпријатија. Имавме еден стабилен откуп со просечна цена која што беше постигната согласно електронскиот систем на Министерството од 214,2 денари. Откупени се повеќе од 25 милиони килограми, а платени се кон тутунопроизводителите над 5,4 милиарди денари, сосема навремено од страна на сите откупувачи, од страна на сите регистрирани откупни предпријатија и навистина и владата, и Министерството, и платежната агенција направија се да во рамки на календарот за исплата на субвенциите истите бидат исплатени. Покрај тоа може да кажам, податоците говорат дека од овие откупени 25 милиони запирка 2, значи над 25 милиони килограми тутун, над 21 милион се во прва и втора класа, односно над 90% од откупениот тутун или над 90% од тутунопроизводителите како резултат на промената на системот на субвенционирање по класи добиваат зголемени субвенции за прва и втора класа. Тоа се неколку милиони евра повеќе средства кои што владата ги издвојува за оваа стратешка гранка и за регионот и за државата, а значени се и позитивните показатели. 4700 повеќе договори имаме склучено 2018 за разлика од 2017, има зголемени површини, зголемен девизен прилив и сите податоци навистина говорат во тој правец. Останува збор за една од најтешките и најмачните гранки во земјоделството. За нас е битна и во делот на преговорите кои што ги отвараме со Европската Унија, односно со поглавијата. Сметам дека сосема на време државата уште минатата година го промени системот на субвенционирање, за да сега и со почетокот на преговорите со Европската Унија и отварањето на поглавијата биде една од темите која што или една од гранките кои што навистина сакаме да ја заштитиме како наша традиција, како гранка во која што се навистина над 30.000 семејства, фамилии од овој регион ангажирани, макотрпно работат во тој поглед и како влада правиме се во поглед на и на време на исплата на субвенции, но и еден сигурен и стабилен откуп со стабилни цени кои што се постигнаа во последните 2 години, кои што се историски. Знаеме, минатата година над 217 денари, оваа година околу 214 денари. Паралелно собранието го донесе законот за тутун. Ова е пример како се носи закон во партнерство со откупувачите, производителите, коморите, каде што од 2020 година целосно се укинуваат евидентните листови, се административните постапки за тутунопроизводителите ќе бидат многу помали, директно ќе склучуваат договори со откупните предпријатија, се воведуваат нови видови на цигари, односно се регулираат електронските цигари, други производи од тутунската индустрија, се воведуваат можности да се отварат откупни пунктови за време на самиот откуп, таму каде што е потребно и многу други работи преку кои што се усогласуваме и со соодветните регулативи, а се во интерес на сите чинители на овој значаен сектор во нашата економија.